Стравот од коронавирусот пред време ги паркира тракторите во племните. Ораниците се празни, а земјоделците во селските дворови ја привршуваат како што велат ситната градинарска работа. Некои од нив се загрижени, други ги мачи неизвестноста што ќе биде потоа, откако превентивните мерки против ширењето на заразата од COVID-19 ќе бидат цимнати. Мислам дека прилично ќе поремете. Загрижени се луѓето, треба да се иде по површини. Комуникацијата е неопходна и не знам, сметам дека ќе поремете. Ништо не се знае. Моментално работиме како што викаме вола рече вака ногата и земјата на грбо. Те тоа е. Ќе има последици у земјоделието. Bona, маш ќе има, ние мора да се работиме, колку ќе биде успех. Колку и да не сакаме, му нешто ќе има. Дел од земјоделците од овој регион ги очекуваат наредните потези на надлежните, додека за останатите нема никакви пречки, навремено да ги завршат пролетните активности на нива. Освен Не ќе се обаваме ние. Ако е птен, не спреча, само вика тај горни, иначе да не. Зависи какво ќе речете. Ви кажат од згоре. не се само ораниците празни. Коронавирусот го стивна селскиот жагор. Исто како и во градовите, животот бавно пулсира и во селата. Во моментов сме во кочанското село Подлог. Мештаните на кочанското село Подлог, почитувајќи ги превентивните мерки од ширење на COVID-19, не ги прекинуваат соседските муабити. Дворската ограда е заштитна бариера од несакани нешта. Придржаваме се на мерките препишани од владата. Видување со комшии само преку ограда. Само да. Преку мрежа. Само преку мрежа. И тоа на расстојани. Така, да. Ние не идеме. Егите там, они се там, ние тука. Така се комуницирам, ба ни пуска, нема. На гости нема да А ние. Те гостиот преку оградата им ние. Стравот од вирусот ја креира оваа слика од пусти селски улици. Иако ту и таму може да се види по некој случаен минувач.